Почитувани ги следите вестите на Канал 8. Добро дојдовте. Министерството за економија и труд објави јавен повик за субвенционирање на занаетчи. Крајниот рок за доставување на барањата е до 1 октомври. Министерството за економија и труд објави јавен повик во кој апелира сите регистрирани занаетчи да достават своји барања за субвенционирање за набавени нови машини или алати и дизајн на нови производи преку кофинансирање на 40% од докажаните трошоци, но не повеќе од 200.000 денари по барател. Предвидени се средства во вкупен износ од 6.500.000 денари од буџетот на Министерството за економија и труд. А субвенционирани ќе бидат докажаните трошоци кои занаетчите ги направиле во 2023 и 2024 година. На јавниот повик може да аплицират активни регистрирани занаетчи и вршители на занаетчиска дејност, да не е отворена сточајна постапка за нив, да немат долгови кон државата и кон вработените, да работеле најмалку една година пред објавување на јавниот повик и да немат добиено финансиска средства по јавните повици на Министерството за економија и труд минатите 3 години. Во насока на развој поддршка на занаетчиството, исто така Министерството за економија и труд минатата недела објави повик за поддршка на проекти на Сдружение и занаетчиски комори за проекти во следните области: организирање на обуки за поединични занаетчиски дејности и креативни занаети, организирање на форуми, организирање на промотивни активности и обуки за јакнење на свеста за придобивките од легализација на занаетчискиот бизнис. Деталите за занаетчите и потребните документи кои треба да ги достават за да аплицираат на овие јавни повици се објавени на веб страната на Министерството за економија и труд. А крајниот рок за аплицирање на ова мерка е 1 и 10 месец 2024 година. Сакам да ги повикам сите занаетчи од сите региони во државата да аплицираат за поддршката што како Министерство за економија и труд им ја даваме. Во повикот е наведено дека занаетчиите на кои им е утврдена аконтација на данок на личен доход, според паушално утврден нето доход од вршење на дејноста, немаат право да учествуваат. Барањата заедно со потребната документација се доставуваат во плик до архивата на Министерството за економија и труд на адреса улица Јурий Гагарин, број 15, Скопје, секој работен ден од 9 до 15 часот. Фекална канализација ќе добие улицата Маршал Тито во општина Чешиново, Облешево. Во тек е јавниот повик за доставување на понуди, а заинтересираните економски оператори тоа треба да го сторат заклучно со 9 август. Локалната самоуправа на Чешиново Облешево ја почна постапката за доуредување на комуналната инфраструктура во село Облешево. За тоа ќе инвестира средства од сопствениот буџет. Објавен е јавен повик за прибирање понуди од заинтересираните фирми за изградба на фекална канализација на улицата Маршал Тито од левата страна на магистралниот пат кон Кочани. Вкупната должина на која ќе се работи е околу 650 метри. При тоа ќе се постават полиетиленски коругирани цевки со пречник од 200 и 250 мм. Според техничката спецификација во тендерската постапка, избраниот изведувач ќе треба да постави и 16 монтажни канализацијски шахти со капаци од лиено железо. Исто така треба да обезбеди технички услови за 20 куќни приклучоци на главната канализацијска цевка, како и да ги санира оштетувањата на коловозот од улицата со поставување нов асфалтен слој. Рокот за поднесување на понудите по јавниот повик е до 9 август. Со изведувачот, што ќе биде избран како најповолен, општина Чешиново Облешево ќе потпише договор, пошто тој ќе има обврска преземените задачи да ги реализира во период од 3 месеци. Граѓаните на Кочани се први во регионот според потрошувачката на вода за пиење. Во последните недели се испорачуваат максимални количини вода од градскиот водовод, поради што актуелни се апелите трошењето да биде порационално. Граѓаните на Кочани кои се приклучени на градскиот водовод трошат рекордни количини вода за пиење. Со тоа се наоѓаат на врвот меѓу општините во источниот регион. Високите дневни температури што се искачија и над 40 степен
енормно ја зголемуваат потрошувачката, при што во одделни периоди од бунарскиот систем во Грдовски орман се испумпуваат максималните 220, односно 240 литри вода во секунда. Тоа значи дека водоводната мрежа се користи до крајната горна граница на издржливост. При тоа во просек секое домакинство троши по околу 450 литри вода. Потрошувачката во текот на минатиот и во овој месец константно е на горно ниво. Граѓаните на Штип пак со потрошувачка од 210 литри вода во секунда се веднаш зад жителите на Кочани, според испорачаните количини од градскиот водовод. И во апсолутни бројки, штипјани се поскромни потрошувачи од своите соседи во Кочани. Дневно, секое штипско семејство во просек троши по околу 380 литри вода. Зголемената потрошувачка од водоводот е регистрирана и во соседна Виница, каде во шпицовите се испорачуваат по 100 литри вода во секунда. Со оглед на најавите дека високите температури ќе продолжат и во наредните неколку денови, од сите комунални предпријатија во регионот апелираат до граѓаните водата да ја трошат што порационално. Во Зрновци почнаа фудбалските надпревари од 11-тото издание на турнирот во мал фудбал на Илинденските спортски игри. Финалниот надпревар ќе се одигра на 31 јули. На повеќе наменското спортско игралиште Васе Ангелов во Зрновци во четвртокот почна 11-тото издание на турнирот во мал фудбал во рамки на Илинденските спортски игри. Честа да го отворат спортскиот настан годинава им припадна на екипите Амфенол и Тракање. Веднаш по нив се сретна и екипите на Дамјан и Ружи. Според распоредот на турнирот, планирано е да се играат по 2 надпревари дневно. Градоначалникот Борчо Коцев на пријавените им посака да играат ферплей игра. Има пријавено околу 6 екипи, имајќи предвид дека сите општини во регионот на овој голем празник имаат организирано вакви спортски надпревари. Сепак сме задоволни од бројот на пријавените. Општина Зрновци заедно со локалниот младински совет има одвоено финансиски средства за прво, второ и трето освоено место, како и дипломи за сите учесници, пехари и медали. Финалето на турнирот ќе се одржи на 31 јули. Наградниот фонд за првопласираната екипа е 30.000 денари, за втората 20.000 и за третата екипа обезбедена е парична награда во висина од 10.000 денари. Спортскиот настан го организираат локалната самоуправа и локалниот младински совет на Зрновци. 6 пријавени екипи се од Зрновци, Тракање и Чешиново Облешево. Фудбалерите на Светлост од Зрновци во втората половина на следниот месец ќе ги почнат подготовките за старт на третата фудбалска лига Исток. Минатата сезона беа победници на Општинската фудбалска лига. По победата и освојувањето на првото место во Општинската фудбалска лига во минатата сезона, фудбалерите на екипата Светлост од Зрновци во втората половина на август ќе имаат првата прозивка на фудбалскиот терен во Зрновци. Играчите ќе бидат запознаени со планот и амбициите за тоа како ќе се одвиваат надпреварите во третата фудбалска лига Исток. Бројот на екипите мислам дека 11 во трета лига сега е големен. Имаме неколку играчи од општинска лига што ќе останат и ќе земеме неколку плюс неколку појачување, со што мислам дека достојно ќе се презентираме во третата лига. Целта ни е да одиграеме без то, поради фактот што имаме млади играчи повеќе, и ќе направиме својна постари поискусни играчи што се играле во дали во Славовиница или Карвинци, Осогово, Малеш. Ќе земеме некои играчи од тие тимови, планираме и со младите наши играчи. Целта ни е оваа година да одиграеме едно ниво на средина на па за видиме со наредната година, можеби и за повеќе. Негде средината на септември ќе се почне. А ние средината на август рачунаме да ги собереме, да ги првиот состанок да го држиме во средината на август и да почнеме со први тренинзи, еден вид и запознавање на играчите, отиваме играчи од повеќе места, луѓето, дечките меѓу себе да се запознаат и да почнеме тренираме. Мислиме дека еден месец ќе ни биде доволно за да улеземе во некој процес на
со тренизи и со игра. Фудбалскиот клуб Светлост од Зрновци во последниот надпревар од Општинската фудбалска лига за сезоната 2023-2024, што се одигра на почетокот на јуни. Во финалниот надпревар ја совлада екипата на Младост Тошев од Оризари со резултат од 6:1 и со тоа фудбалерите ја освоија титулата победници на Општинската фудбалска лига. Почитувани, тоа беа настаните што го обележа денешниот ден. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.